Здраво, драги родители! Добро дојдовте на уште едно видео за свесното родителство. Денешното видео е продолжение од претходното видео, кое гласеше родители, редефинирајте ги грешките на следниот начин. И ова видео ќе го започнеме со еден пример од професионалното искуство на авторката Шефали Цабари, како клинички психолог и како експерт признат и познат во светот за родителствувањето. И започнува со еден пример за една девојка по име Теми, која дошла кај Шефали за да може да си го каже својот проблем, да најде решение за проблемот кој што настанал со нејзиниот татко. Нејзиниот татко бил научно-истражувачки работник, познат и признат во местото во кое што живееле. Исто така, тој многу помагал во разрешувањето на голем број на научно-истражувачки проекти кои што ги давал во училиштето, во кое што учела и неговата ќерка Теми. Меѓутоа, она што родителот го очекувал од неја, како негова ќерка, дека и таа ќе биде таква совршено аналитична, студиозна ученичка, значи неговите очекувања не можеле да се исполнат пред се заради природата на неговата ќерка, која што била сосема поинаква. Таа повеќе ја сакала уметноста, спортувала, одела на часови по пливање, и кога требало да се изработат овие проекти кои очекувал тој неговата ќерка да ги води, таа едноставно не била во состојба да може да го даде најдоброто од себе, затоа што не можела да се поистовети со очекувањата на нејзиниот татко. Тој и токму поради тоа тој често пати ја вреѓал со зборовите дека била невнимателна, дека не ја бивало, дека била неспособна, дека била мрзелива, дека избегнувала да работи на проектите, дека го срамела и така натаму, и сето ова го правил долгорочно. И така да Теми постепено, што се случило кај неа? Постепено почнала да се чувствува како многу лошо во врска со себе си и станала многу исплашена од неуспехот, почнала да се трга од учењето, дури и не се не убедувала во последно време да учи. И така да, што се случило? Се случило да се откаже од средното образование и да веќе да не комуницира со нејзиниот татко. Врската нивна постојано страдала во текот на нејзиниот адолесцентен период. И животот на Теми потполно тргнал по друга насока. Тој бил одбележан со очаен страв од неуспех и како резултат на тоа практично Теми станала осаменичка во својот живот. Толку многу се плашала да посега по животот само за да не направи грешки. И кога дошла на терапија кај Шефали, таа очекувала Шефали да ја помогне да може да се ослободи од својот внатрешен критичар, кој што долго време бил наметнат од страна на нејзиниот татко. Нејзиниот татко, бидејќи бил голем перфекциониста и бидејќи бил премногу контролирачки настроен спрема неја, тој кај неа внесел една немилосрдна критика, со што нејзиниот глас бил потполно заменет со гласот на нејзиниот татко. И поради ова долго условување во нејзиното детство, Шефали увидела дека навистина ќе биде многу тешко, ќе треба многу труд, многу внимание од страна и најзино страна и од страна на Теми, за да може да се разреши овој проблем. Битоа, што е она што сака Шефали овде да им го објасне на родителите? Таа им објаснува дека родители, ако прво не е вина сами по себе, родителите не се виновни ако тие се воспитувани несвесно од страна на нивните родители. Значи, не би било добро ние да ги ставиме како тие да се виновни за она кој што понатаму тие им го пренесуваат на своите деца.
Ако родител бил одгледан со само омраза, нормално дека е тоа она кое што понатаму во својот живот тој ќе го манифестира надвор. Значи, и понатаму кога ќе стане тој родител, тоа е нормално дека и природно ќе биде тоа тој да го манифестира кон своите деца. Значи, кога родителот кај него постои недостаток од чувство за љубов спрема себе си, од чувство за толеранција спрема себе си, од еден недостаток од чувство за почит спрема себе си, за едно чувство за достојност, за вредност, за самосочувство спрема себе си, за милосрдие спрема себе си, нормално е дека тој недостаток ќе се пренесува од генерација на генерација. Меѓутоа, најглавно е да го разберете следното нешто. Та им вели на родителите. Да разбереме прво дека ние сме луѓе, а како такви ние не сме совршени. Значи, ние сме несовршени битија, но исто така и животот е несовршен, затоа што животот е непредвидлив. И токму поради тоа, ние како родители треба да ја уништиме секоја идеја која што постои кај нас, која што е приврзана за нашиот ум, дека која што содржи перфекционизам, која што содржи контрола. Односно, колку побрзо се тргаме од таквите идеи за совршеност и за упорна контрола, толку повеќе ќе можеме да течеме спонтано со животот. Идејата дека нашите животи треба да изгледаат на одреден начин, таа вели, тука лежи проблемот. На се она што ни се случува кога станува збор за перфекционизмот, затоа што перфекционизмот се базира врз тие идеи кои што мислиме дека спрема нашите очекувања дека треба нашиот живот да биде на ваков или не таков начин, наместо ние да прифатиме дека животот е таков каков што е во сегашниот момент. Иако добро би било да имаме одредена визија за нашите животи, меѓутоа шефали им спомнува на родителите една фундаментална вистина за нашата животна реалност треба да ја разбереме, а тоа е дека животот е непредвидлив. И тука го спомнува едно не многу така далечно минато кое што нам ни се случи, а тоа е пандемијата со ковидот, и каде што не само што нашите животни сценарија кои си ги замисливме во нашите глави во тој период дека треба вака и вака да се остварат, значи не се остварија, туку влеговме ние во еден голем дел на непредвидливи работи во животот во кои самите не можевме да замислиме прво дека ќе ни се случат во тој период. И таа ги прашува родителите, дали тоа значи дека сега ние, поради тоа наше искуство кое што се случи, дека треба да го оцрнуваме животот, да не му веруваме повеќе на животот, дека треба да го етикетираме со негативен став, или пак дека треба да му дадеме ни лоши проценки, дека заслужува единица, заслужува тројка и така натаму. Таа објаснува дека животот, тоа што ни се случи со ковидот, представува само еден живот кој што е нарушен од одредени и голем број на причинско-последични односи. Така и нашиот живот, значи тој представува склоп од голем број на причини и голем број на последици. Тој така се манифестира низ голем број на причини и на последици. И кога го разбираме ова нешто, што сваќаме? Сваќаме дека бидејќи животот е непредвидлив, ни се случуваат работи кои што не сакаме да ни се случат. Ни се случува да ги забораваме клучевите, за да одсиме, значи да го пропуштиме автобусот, да добиеме слаби оценки на училиште и така натаму. И доколку ние цело време се држиме до тоа постојано да се критикуваме заради тоа нешто,
да се омаловажуваме самите себе си, да се лутиме на себе си за доживеаните неуспеси, за сето она кое што ни се случува, а сепак е надвор од нашата контрола, ние само ќе губиме едно драгоцено време и енергија на сето тоа. И тука спомнува и дека и спортистите во нивната програма исто така постои едно учење кое се базира на тоа да се откажат што повеќе спортистите од обсесијата за нивниот последен неуспешен удар што се случил на надпреварот, или пак за нивната последна неуспешна трка, или пак на нивните очекувања кои што не се оствариле, и да се фокусираат исклучиво на сегашниот момент кој ќе му дозволи тие да можат понатаму да се преку тој сегашен момент да ги предвидат до некаде барем својата иднина во однос на надпреварите и на резултатите. Што значи тоа? Дека истото се случува и со нашите деца, кога ние би се обиделе да се откажеме од, например, последната епизода на Истурено млеко, или последната епизода на чкртаници кои што децата ги прават на зидовите со мрсни бои, или со фломастери, или пак последната епизода на заборавен ранец на училиште, грешките кои што му се случуваат во тестовите и така натаму. Меѓутоа, како тоа да го направиме? Кога ние ќе се откажеме од нашето досегашно разбирање за неуспесите, за идејата за неуспесите, за идеите за грешките, и едноставно да прифатиме дека грешките, неуспесите се дел од нашиот живот, дека тие се составен дел од нашиот живот, дека тие се дека се природно е да се случат и дека треба да се прифатат, да се прифати тоа нешто. Дека ние во животот ќе правиме и грешки и ќе доживуваме неуспеси. И ова нормализација на грешките што бара од наша страна? Бара секојдневно вежбање и секојдневно негување. Што значи тоа? Дека кога нашето дете, например, ќе испушта работи, ќе скрши нешто дома, или пак чкрта под зидовите, ние самите себе си да се учиме, да се обучуваме, да не им викаме на децата, да не ги срамиме, туку само да му кажеме: добро, во ред се случи. Или пак кога по четврти пат ќе го заборават ранецот на училиште или блузичката, джакетчето на училиште ќе го заборават, ние да не си ги срамиме децата, туку едноставно да им кажеме: добро, во ред се случи. Сега одиме понатаму. Како да го решиме тој проблем? Што е што треба да направиме за да не се случуваат, значи детето што помалку да го заборава тоа нешто. Се разбира дека ние можеме да му помогнеме да најде детето решение што помалку да заборава или да прави грешки, и на тој начин што дозволуваме? Дозволуваме детето повеќе да не греши пасивно, туку едноставно детето да може да не чувствува голем притисок кога тоа ќе направи некоја грешка, да се ослободи од тој притисок. Секако можеме да му помогнеме на детето преку поставување на аларми или преку прилепување на лепенки на одредени делови во домот, каде што ќе може да се потсети дека треба да си го земе ранчето во текот пред излегување од училиште. Односно да му помогне на детето тоа да може да си го микроменаџира својот живот, но најбитно е да разбереме дека кога ги нормализираме грешките и неуспесите, што се случува? Ги отстрануваме притисокот од тоа да се биде совршен и да имаме контрола врз децата.
и на некој начин и ова ги ослободува и самите деца од нашиот пак притисок. И со тоа овозможуваме на децата да бидат посигурни, да им дозволуваме на децата да самите да можат да бидат обични во својата човечност. И кога ова нешто им го кажувала Шефали на родителите, тие знаеле да ја прашаат: добро Шефали, дали ова не значи дека ние како родители кога ги воспитуваме нашите деца ги спуштаме нашите стандарди? Меѓутоа Шефали тука им објаснува: родители, ова неопходно е. Ова е клучот што мора најпрви да го направиме кога ги воспитуваме нашите деца, за да им помогнеме тие да водат еден живот, смел живот, значи да бидат храбри. Кога децата ќе можат да си се прифатат дека се достојни, дека се вредни, дека се целовити во својата човечка обичност, тогаш на децата им се овозможува тие да обезбедат простор во кој што ќе може да експериментираат и да сонуваат на големо. Што значи тоа? Дека кога ние им даваме, им дозволуваме на децата да можат да и се тргаме настрана од тие идеи за совршеност, ние многу малку страм им внесуваме во нивните животи, многу малку страф и внесуваме во нивните животи и со тоа им дозволуваме на децата да го гледаат универзумот, да го посматраат светот како едно неограничено поле во кое што сами ќе можат да влегуваат во авантури, во кој што ќе можат да откриваат нови сознанија и во кој што тие ќе можат да делуваат без страф, без страф од последиците кои што можат да се случат. И со тоа ние им дозволуваме да направат еден простор за раст и развој. Значи, овде дозволуваме да се создаде една основа во која ќе ги поттикнеме на моќно чувство сами да почнат да растат и да се развиваат, значи да влегуваат самите во една состојба на напредок. Кога ние бараме скапоценности во грешките, не значи секогаш дека треба ние да ги редефинираме грешките, да ги ремоделираме. Туку што значи тоа? Кога бараме скапоценности во грешките, тоа значи дека скапоценностите се токму грешките. Дека со прифаќањето на нашата, како да ја кажеме, несовршеност, ние всушност создаваме еден нов потенцијал кај себе, си го прифаќаме потенцијалот кој што веќе постои во нас и создаваме можности за креирање на нови работи, на нови успеси. Но тоа не значи дека секогаш ќе не води во раст и развој. Например, ако сме отвориле некоја продавница за облека и не ни оди добро, тогаш тоа е можност ние самите себе си да се прифатиме, да разбереме, да се прифатиме себе си и да пробаме нешто ново. Меѓутоа, поради тие идеи кои што ги имаме ние за совршеност, често пати што се случува? Се срамиме и се откажуваме и се распаѓаме. Значи, не продолжуваме понатаму. Наместо ние овие работи, кои што ги осознаваме тогаш, да ги искористиме, да бидеме посочувствителни со себе и да не ги трошиме нашите собствени ресурси на самокритика, на самообвинување, туку
преку тоа сочувство и кон себе кое што е резултат на нашето собствено прифаќање, ние да влеземе во нов раст, во нов развој. Но не значи секогаш дека прифаќањето на нештото дека секој ќе не однеси во некој многу далечен раст, но битно е ние кога се прифаќаме себе си да влеземе во една состојба на неутралност и да самите да се опуштиме и да речеме добро, одам понатаму. Се случи што се случи, овој неуспех кај мене, можам да одам понатаму. Што можам да научам од ова нешто? Дали можам да направам поинакви избори? Кои се тие поинакви избори кои што можам да ги направам? И така натаму. Овде би дала едно свое лично искуство за себе си, особено кога веќе Шефали го спомна тој период на COVID, што се случи не така пред 5 години. Не толку далечно минато. Јас предходно, пред COVID-от да настани таа година, 2019, одлучив да излезам од работа и да направам, да отворам еден дневен престој за деца. И сета таа идеја си ја разработив, пред се затоа што и предходно имав одредени финансиски средства, не толку големи, меѓутоа доволно за да, како наследство од мојата мајка покојна, да го отворам тој престој за деца со едно неформално образование и го разработив планот, ја направив, успеав да ја реализирам таа идеја. Меѓутоа, со зацртани идеи, со сите зацртани проекти кои што мислев дека таа година ќе можам да ги направам, и така го отворив престојот и почнаа децата да доаѓаат. Меѓутоа, не го предвидов ковидот. Значи, се случи во животот она што никој не можеше да го предвиди, нешто неочекувано. И како резултат на тоа настана затворањето, се затворија заради ситуацијата на ниво на светско ниво. Се затворија престоите, се затворија градинките, децата си заминаја. И поради тоа што јас беше почеток на тој мал бизнис, да речам, што сакав да го отворам, да го создадам, и заради тоа што под кирија беа просториите, јас после неколку месеци морав да затворам. И што се случи? Се случи да морав да се одселам, пропадна мојата инвестиција и финансиски и емоционално доживеав јас лично неуспех и се сеќавам цела недела се разнесувавме работите од престојот, ги носев на повеќе места и последниот ден решивме да се собериме како семејство и тоа да направиме еден ручек заедно и ајде да го одбележиме тој ден не како неуспех, туку како еден начин дека после тоа ќе направиме нешто друго, дека се случи што се случи, во рете ќе продолжиме понатаму. Да не одбележи тој неуспех како демек еве се случи нешто лошо. И бидејќи многу лоши работи слушавме секојдневно, се случуваја со луѓе, со настани и така натаму. И што си рековме, здрави, живи сме, сите сме тука на место, на купче. Ова што се случи, ќе видиме, понатаму продолжуваме. Меѓутоа, сите околу мене, додека наздравувавме, се чувствуваа во ред, единствено јас не можев тоа да го прифатам. И почнав да плачам цело време, солзите ми течеа и затоа што не можев едноставно да се оттргнам од идејата за неуспех. Многу катастрофално, премногу лично си го зедов, сите тогаш разговараја, се смеја, меѓутоа јас единствена бев
во тој момент ми доаѓа дури и некои чудни идеи во главата дека аха, еве сега, види ги сите па се среќни, се смеат, си разговараат, никој мене не ме разбира, никој не, може би и го посакуваја ова, меѓутоа никој мене не ми кажа, не ми рече дека не ме обвини за она што се случи. Единствено јас бев таа самата која што во главата си се критикував себе си, дека не успеав, дека еве не успеав да се докажам пред својата мајка, ги потрошив сите пари, на некој начин ги прокоскав парите, ми се уништи бизнисот, па и татко ми во почетокот, тој се бунеше на ова моја идеја, ми рече, ама Бети, може нема да ти успее, немој да се охрабруваш, што знаеш што може да се случи, и на некој начин јас не успеав да се докажам пред татко ми, не успеав да се докажам пред сопругот, не успеав да се докажам во очите на децата, затоа што за мене тоа представуваше, си го зедов премногу личност. Крај на светот е, после ова што излегов од работа, бизнисот пропадна, парите ги пропаздив, не успеав ниту пак пред своите клиенти да можам да се докажам, па пред останатите, и така се доживеав себе си толку многу невредно и не можев да престанам да плачам во тој момент. Иако тука децата, често пати кажувам дека се нашите духовни водачи, ние имаме најголемата среќа, тие се нашата најголема среќа, да не вратат назад. Баш во тие моменти кога најмногу се разочаруваме, затоа што тие ми беа најголемата поддршка и ми рекоа, во ред, мамо, не е крај на светот, ајде, можеме онлайн да продолжиме. Меѓутоа, јас не можев никако да се одделам од таа идеја која што се имав првично зацртана, дека ова ќе се случи, дека моите очекувања не се остварија. Јас сакав физичко присуство и не можев тоа никако да го прифатам. И реков на ќерка ми, прави го ти тоа, јас не можам тоа да го направам, не можев камерата, едноставно не можев да се спојам со камерата, не можев да ја гледам. И меѓутоа сето тоа беше во мојот ум, причината беше во мојот ум, затоа што некогаш навистина е потребно време тоа нешто да го соџвакаме како неуспех кој што сме го доживеале, ни треба време, меѓутоа најголемата причина е тоа што ние не сакаме, а јас бев таа која што не сакав да ја прифати идејата дека се случуваат грешки, дека во ред е и да се доживее неуспех, дека дел е тој, дека се случува со причина и дека тоа е нешто од кое треба да научам. Дека денеска она кое што го имам требало да се случи тогаш за да дојдам до ова место до кое што сум денес. И после 2-3 недели во таа состојба иста останав на влегување во саможртва, во состојба во која што се жалев и за да ми текне дека треба да го отпуштам нештото и да продолжам за да продолжам понатаму. И откако тоа се случи, влегов во едни нови идеи, како јас понатаму да продолжам. Добро се случи ова што се случи. Сега јас како можам да им помогнам на децата, може би со физичко присуство да ме гледаат преку камера, не можам тоа во тој момент да си го дозволам, меѓутоа можев поинаку и сватив дека тоа ќе го направам преку читање на приказни. Камерата ќе биде фокусирана на книгата, а преку мојот глас децата ќе можат повторно да ме доживеат она кое што јас умеам да го правам на најдобар начин, како што смитам дека треба. И така започнав со еден нов проект и почнав да се ослободувам, да се тргам настрана од таа мисла и така и почнав постепено, после неколку месеци,
7 месеци, 8 месеци да се запознам и со свесното родителство и да го правам ова денес кое што го правам. Но што е она што сакам да го кажам, дека колку ние како возрастни луѓе почнуваме да ги почитуваме реалностите на животот, дека да, тоа што се случува во сегашниот момент се случило и да го прифаќаме животот таков каков што е, во тоа нешто лежи вистинската еволуција и тек тогаш ние ќе можеме да животот нас ќе може да не носи во животна мудрост. Секако дека претворањето на грешките во нешто кое би било добробит за нас во смисла на материјална, финансиска помош е одлично, меѓутоа тоа не мора секогаш да се случи. Тоа мене ми се случи. Јас и до ден денес од ова што го правам немам никаква финансиска некој финансиски надоместок, меѓутоа ова е тоа што мене ме исполнува, па кој знае здравје Боже, може би понатаму и тоа ќе се случи. Но за да може најмногу да се создаде раст и развој, потребно е активно прифаќање на сегашниот момент кај нас како луѓе. И да разбереме дека тоа е нашата најголема внатрешна моќ. Е ние едноставно да го отпуштиме она негативно што ни се случило, што мислиме дека е негативно, односно она што го кочи нашиот понатамошен раст и развој и да продолжиме со животот преку овластено действување, односно преку преземање на одговорност. И кога ние можеме тоа да го направиме, тогаш ќе течеме како водата, ќе ја превземеме енергијата на водата, а енергијата на водата е да може да течи преку сите препреки. Водата течи и покрај тоа што има камења, и покрај тоа што има дрвца во низиното корито и со низиното постојано течење, таа си создава, значи свое корито, си го длаби коритото, си создава, си обележува се повеќе местото на своето течење, но и со така и не се плаши водата, таа влегува во простори кои што и до тогаш не била, не течела. Значи, кога ние ќе успееме како да ја отелотвориме таа енергија на водата, влегуваме во нови, си дозволувам да влегуваме во нови простори во кои што никогаш до тогаш не сме биле, значи влегуваме во една состојба да бидеме храбри и да не мислиме на последиците кои што ќе се случат во нашиот живот, да едноставно тогаш ние можеме да ги отпуштиме нашите умови од тие закоравени идеи кои што ни биле во врска со неуспехот, во врска со грешките кои што долго време ни биле пренесени од нашите родители. И што значи тоа? Што е она што сакаше Фали да ни го каже, дека навистина е императив од наша страна, потреба голема е од наша страна ние да ја преформулираме кај себе идејата која што имаме за грешките, идејата за неуспесите и колку повеќе ние тоа го правиме, ги прифаќаме нештата, внесуваме сочувство спрема самите себе си истовремено, така и овие квалитети, прекрасни квалитети ќе ги отелотвориме и кај нашите деца. Значи да воспитуваме деца во духот на добронамерност, во духот на простување на грешките, во духот на простување на нашите неуспеси и да учиме дека грешките, неуспесите се неизбежен дел од животот, дека тие можат да не се случат. И да ни се случат. Се случиле. Тоа е тоа. Нема бегање од тоа нешто. Само да прифатиме и да продолжиме натаму. И да им помогнеме, на тој начин ние ќе им помогнеме на нашите деца да можат да го обсервираат тој став дека
Едноставно дека и колку и да се греши, дека ништо не е вредно толку многу за да можат да се откажат од нештата кои што ги посакуваат во својот живот. Значи, самите себе си да можат да си се прифатат со своите несовршености, да се подпираат врз своите несовршености и тие несовршености да почнат да ги алхемизираат во насока на свој собствен раст и развој кон својата автентичност. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.